Почитувани присутни, драги наши луѓе, сограѓани, познанци, сите собрани овде во чест на нашиот Виктор Илиовски. Почитувани, ви посакуваме топло да обредојте на меморијалниот турнир во мал фудбал Виктор Илиовски Демирница, кој што оваа година се организира јубилејно по 5 пат. Голема благодарност до сите присутни учесници на овој турнир кој полека но сигурно прераснува во една традиционална манифестација која секоја година се одржува во неговиот роден Демирница. Се со една цел да се зачува од заборав животот и делото на нашиот никогаш непрежален лице. Кога заминува некој наш од овој свет, за секогаш заминува еден дел од нас. Дел откинат од срцето, не раскинлива нишко од душата која боли, растажува, раскажува и подсетува. Велат, саканите никогаш не умираат. Но за саканите никогаш не умира ниту тагата, осаменоста и болката по нивното заминување. Драг наш Виктор, ти замина, но никогаш не си отиде. По некои правила за нас проклети, но само за Бога познати, не си физички присутен овде со нас, а толку многу те има во секоја пора на нашето секојдневие. Те има во солзите на твоите родители, те има во најголемата болка и копнеш на твојот брат во тебе. Те има и во спомените на Сања и во првиот роден ден, радоста за првото запче, првите чекорчиња и првиот збор на твојата најмила Викторија. Те има и те чувствуваме. И ние и сите оние кои те познава и сакаме. Како брат, пријател, најверен другар, амбициозен фудбалер кој срце и душа оставаше на терен. Студент, колега, комшија, соработник, но пред се душа од човек. Да говорам за Виктор Илиовски, почитувани, значи да говорам за едно момче со сини очи и посебна насмевка. Да говорам за еден прелено згаснат, но живот полн радости, успеси, подеми и дружби. Почитувани, да говорам за Виктор Илиовски, значи да говорам за секогаш во сегашно време. Тој никогаш нема да е минат. Го гледам тоа и денес, го гледам тоа и овде, во очите на сите оние кои неизмерно го сакаат. Во спомените кои извираат како река и говорат за едно исклучително момче кој оставило вечна трага и белег со своето постоење. Да говорам за Виктор Илиовски, значи да говорам со кнедла во грлото. Глас зарипнат од некоја неопислива за мене тага и солза која упорно го бара крајот на окото за да капне на земја. За момчето кое дури ниту физички не го познавав, а чином го познавам целиот свој живот. За една убава душа, вечна наша тема на средбите со неговиот брат, кој нема миг да не го спомене, да не го пофали. Драг наш Виктор Илиовски, го чувствуваме твоето присуство и денес, собрани овде во чест на твојот лик и дело. Ти се поклонуваме тебе и посакуваме барем малку да научиме од тебе. За добрината, искреноста, убавата мисла и почитта. Драг наш Вице, денес ништо не е повидливо и ништо не е поприсутно од твоето отсуство, рекола еднаш големиот Петре М. Андреевски. А јас денес од овде, од името на сите овие луѓе, ке речам, нека ти е вечна славата, голем човек. Ти се поклонуваме и ветуваме дека за секогаш ќе те споменуваме. Почитувани, ве замолувам со едноминутно молчење да оддадеме почит на нашиот Виктор Илиовски.
Слава му! Во продолжение го поканувам градоначалникот на општина Демир Хисар, господинот Никола Најдовски, да ни се обрати и официјално да го прогласи турнирот за отворен. Градоначалниче, повелете. Почитувани присутни, добро вечер и од мене. Ми представува особена чест што вечерва имам можноста да го прогласам за отворен петтиот меморијален турнир во чест на нашиот Виктор. Јас сакам да се заблагодарам како и секоја година овие прекрасни дечки кои што ги гледам пред мене, на пријателите и другарите на Виктор за нивната иницијатива и навистина прекрасната организација на најдобар можен начин, со еден убав спортски настан, да се одбележи и да се споменува името на Виктор. Лично јас и локалната самоуправа на општина Демир Хисар ви стојам на располагање за секоја ваша иницијатива, за воиднина достојно почестуваме и го споменуваме Вице. На сите учесници му посакувам успех, пред се ферплей и нека победи најдобриот. Ви благодарам. Ви благодариме, градоначалниче. За Виктор најдобро говорат луѓето кои го познаваат. Луѓето сведоци за неговата добра душа, изградена личност и безпрековен карактер. За момчето со сини очи, за исклучително најдобриот син, брат, другар, колега и пријател. Ке слушнеме дел од морето зборови и емоции кои со себе умее да ги носи само најблискиот. Го поканувам Христијан Илијовски, организатор на меморијалниот турнир во мал фудбал во чест на Виктор Илијовски, да го отвори турнирот и да не поздрави. Христијан, помен. Почитувани, добре дојдовте на петтиот поред меморијален турнир во мал фудбал Виктор Илијовски. И оваа година традиционално го задржуваме истиот 3-дневен формат, во кој учество ќе земат вкупно 8 екипи од различни градови на нашата држава. За прв пат од постоењето на овој меморијален турнир, дозволивме екипите сами да се пријават со цел да овозможиме и нови екипи да земат учество во истиот. Во рекордно време од само неколку часа после објавата местата беа пополнети. Благодарам за големиот интерес. И сакам да ви известам дека оваа година резултатите од надпреварите ќе го прикажуваме нашиот вебсайт поширо. Се што треба да направите е да скенирате QR кодот кој што е поставен на секој од термините. Со ова секој од вас од публика, како и тие кои поради оправдани причини не се во можност да бидат во сала, во реално време ќе може да ги следат резултатите од надпреварите. Дозволете да ги поздравим играчите од екипите на Сдружение на граѓани Виктор Илијовски, Могила, Сдружение на граѓани Валентин Степановски, Светлост, Демир Хисар, ФК Сапотница, Економски и ДБ Град. Ве замолувам се голем аплауз да ги поздравиме сите. Исто така би сакал да подсетам дека имаме активна наградна игра на нашата фејсбук страна во соработка со ПВС Скопје Македонија. Оној кој ќе го погоди тимот кој ќе биде прво место на оваа година ќе добие Adidas фудбалска топка. Оваа година по втор пат имаме ревијален надпревар помеѓу две екипи на ФК Младост Полет од Демир Хисар, предводена од Марина Георгиевска, кои играат со срце за Вице. Исто така би сакал да се заблагодарам на судиите кои ќе бидат задолжени за одржување на фер игра во сите 8 надпревари кои ќе се играат наредните 3 дена. Голема благодарност и до организаторите на овој меморијален турнир кои несебично се вложија изминатите неколку недели да постигнеме се што имавме замислено. Голема благодарност до Викторија Петровска, наш познат новинар и водител кој несебично ја прифати мојата покана и одлучи да не почести со нејзиното присуство и да го води во годинешното отворање на овој свечено на 5-ти јубилеен меморијален турнир Виктор Илијовски. Ве замолувам да ги поздравиме се наплав луѓето кои секогаш се тука за помогнат да ги ствариме нашите цели.
Општина Демир Хисар начело со градоначалникот Никола Најдовски, Основно училиште Гоце Делчев, Дом на култура Илинден, Демир Хисар начело со директорот Славче Милјановски, Купцен превоз, Пења Барселониста Сиско Пезде Струмица, Гостилница на Валајци, Медика Уна, доктор Петар Костовски, Јухана инженеринг, Алијанса Сеза Клима, Пекара Ана, Аптека Олимпија, Тениси Транс, Игротека Бамблби, Гостилница Билјана, Ефтинија, Престо Електроникс, Борче Котевски, Васко Јовановски, фамилија Димитриевски, фамилија Илиовски, Славчо Драчевски, Викторија Петровска, Игор Филевски и Васко Теохар. Ќе ја замолам за еден голем аплауз да ги поздравим сите спонзори за работата. Батец, еден збор, 5 букви огромно значење. Само јас знам колку голеко овој збор морам да го изговорам пред ладната пред мене плоча. Сите кои не познаваа лично, ден денес сведочат за нашата лука. Таа љубов не згасна. Таа љубов се уште постои, но во форма која ние обичните луѓе не можеме да разбереме. Волката е моето секојдневие. Си легнувам со твојата слика во моите очи со надеж дека утре ова е само сон и дека кога ќе се распудам, ќе бидеш покрај мене. Но доаѓа утрото, таа надеж уби. Волката повторно ме надвладеува. Уште еден ден на хоризонтот кој треба да го преживам без неја. Така секоја вечер, секој ден изминати 1536 дена. Болиш. Но знам дека си тука и дека ни даваш сила во овој момент, бидејќи да не беше ова така. Познавајќи се себе си, немаше да бидеме тука, немаше воопшто да го организираме сето ова за тебе. Викторија, име кое значи повеќе. Име кое за нас е светла точка, за која вреди да продолжиме живење. Вреди бидејќи таа гордо носи твоето име и ќе го продолжи твоето дело. Меѓу првите зборови кои таа ги изговори беа и оние за мене најзначајни. Чичовици. Нема ден да те спомнем, нема твоја слика низ домот која не е макната по неколку пати во текот на ден. А сега, како расте, почнува и да разбира што и кажува. Сега, ако некоја праша каде е Чичо, таа ќе му одговори горе. Сајм, немам зборови со кои ти се заблагодари за сева на што правиш за нас. Во ниту еден момент не остави да паднеме во бездна, беше со нас во нетешките моменти, кога си сега, тука ќе бидеш и понатаму. Ти благодарам што во ниту еден момент не го остави патецот во втор. Ти благодарам за се што правиш. Мама и тато, вие сте моите герои. Ви се поклонувам до земја и покрај се што ви се случи, односно ви се случи најлошото за некој човек што може да се случи, вие сте тука за мене, за Вики, за Сања. Среќен сум кога ја гледам и таа мала насмевка на лицата додека се играте со Вики. Среќен сум што Бог ни ја подари таа мала душичка за малку да ни го разбие цанилото во кој што живееме. Ве замолувам со еден огромен аплауз да ги поздравим моите родители, моето семејство, бидејќи вистински герои го заслужуваат тоа. Батец, можам да замислам колку горчичко ќе беше ти. Можам да замислам која преградка ќе беше омилена на Вики. Ова боли. Батец, знам дека ни гледаш, знам дека се гордееш со сите нас што сме собрани тука, за да ти дадеме голема почит. Батец, чувај ми место таму горе покрај тебе, бидејќи знам дека ќе бидеме повторно заедно. Почивам. Ова е стварно тешко. Од моје лично име и од името на сите луѓе кои се дел од овој настан, Кристијан, ти благодариме и ти се поклонуваме за сето ова што го
братска љубов и посветеност, едно е навистина сигурно. Виктор, твојот брат, е за секогаш сочуван од заборав. Воедно сакам да упатам и моја лична благодарност за поканата да бидам водител и модератор на 5-тиот јубилеен меморијален турнир во мал фудбал Виктор Илиовски Немирхисен. Честа беше моја. Почитувани со ова, меморијалниот турнир во мал фудбал Виктор Илиовски 2024 година е официјално отворен. Посакуваме среќа на сите учесници во надпреварувањето. Играјте со душа, играјте од срце, играјте за нашиот Вице. Ви благодарам.